Без малку една година, Сладжана Манева очекува обештетување за одземаниот дел од нејзиното градежно земјиште, на кое по нејзина усмена, а потом и писмена согласност од јавното предпријатие за државни патишта и Светиниколската општина изградиле асфалтен пат до надвозникот на автопатот Штип-Миладиновци кај селото Кадрифаково. Доста време помина, никој ништо не ми известува. Направи доста напори и до ЈПДП, тоа е јавното предпријатие. Не знам кој треба да ми исплате. До општината се јавува до градоначалникот у кратки црти кажа дека ЈПДП ќе ми исплате. Ја звонам во ЈПДП, они викат ние нема тоа да го платиме, тоа си е на општината, бидејќи се работи за надпатник. Надпатнико било од страна на локалната самоуправа Превен. И јас неколку пати у неколку наврати звони на градоначалникот никако не дига телефон. За маката на Манева да биде поголема, била приморана сама да ја отпочне постапката за експропријација со изготовка на елаборат за одземаното земјиште. Изготви го елаборатот. Јас сум фрапирана од тоа, бидејќи ми е во наследство, ја не знам точната граница до каде ми е. Не сум направила елаборат. Меѓутоа, сега со самиот елаборат јас што го направи, гледам некаде приближно околу 700 метри квадратни градежно земјиште ми е одземано. За тоа нема никој слух. Дали треба да ме обештете? Дали треба некоја постапка да се поведе? Значи, како пинг-понг ме направија. Од ЈПДП, локална самоуправа. Локална самоуправа вика ЈПДП. Поради ваквата пат позиција во која се нашла нашата соговорничка, барајќи го остварувањето на своето право на обештетување, најави. И јас од таа причина сум спремна да одам на суд. Сега е друг проблем што јас стварно не знам кој да тужам. Дали двајца тужени, трошкови ќе настанат. Ако се двајца тужени, ќе настанат трошкови, едениот ќе се огради, едениот ќе биде одговорен за надомесна штета. За решение на проблемот на Сладжана се обративме и до директорот на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов. Да, запознат сум со случајот, но откако тамошниот изготвен детален урбанистички план ќе биде одобрен, ние и парично ќе го обештетиме лицето кое усно и писмено даде согласност на нејзиното градежно земјиште да се изгради пристапен пат до надвозникот на автопатот Штип-Миладиновци кај селото Кадрифаково. Изјави Зоран Китанов, директор на јавното предпријатие за државни патишта. Во меѓувреме контактиравме со градоначалникот на Светиниколската општина Сашо Велковски. Ние како општина очекуваме одобрување на деталниот урбанистички план за тој дел од општината од страна на Министерството за транспорт и врски. Штом се случи тоа, Советот на општина ќе го усвои ДУП и со тоа ќе се изнајде очекуваното решение за овој проблем. Изјави градоначалникот на Свети Николе Сашо Велковски. Во меѓувреме, со овој куп од документи, Манева очекува во краток временски период да го добие она што и припаѓа за експропријаните 700 метри квадратни градежно земјиште, што сега се асфалтиран пат.